Родот на зелката од Струмичко целосно ќе се продаде наредните 10 дена, децидни се извозниците. Велат дека непланското производство често не одговара на потребите на пазарот. Истовремено се прави и вакуум простор во кој побарувачка има, а зелката се уште не е зрела. Затоа нивните очекувања се дека за 15 дена цената на овој земјоделски продукт ќе достигне и по 30 денари по килограм. Ако земеме да збориме за зелката количински родот што го очекуваме го имаме од неа, меѓутоа тоа се продаде. Како се продаде, се продаде. Сега во моментот се бере од зелката која е под отворени површини, меѓутоа таа е малку и за 10-15 дена во Македонија ќе нема воопшто зелка. И зелката, мое видување е дека после 10-15 дена ќе биде 30 денари, ама ќе ја нема. Другите артикли во моментот се на старт, како краставицата, доматата, компирот, и тие во моментот држат цена. Доматата е моментално 80 денари на откуп, краставицата е 20 денари на откуп, компирот е 35 денари на откуп, кромидот е некаде од 18 до 20 денари, и сето тоа во моментот количински не е доволно колку што имаме потреба да извеземе. Какви се вашите? Извозниците не очекуваат цените на следните земјоделски продукти да паднат многу ниско, како што беше случај со зелката. Сега тие артикли кои следуваат, ја не очекувам драстични падови како што беше на зелката, оти тие артикли сите што следуваат не се засадени во толку големи количини, така да може да настане дисбаланс на пазарот. Не очекувам, се разбира кога ќе дојдат поголеми количини и од домати и од другите артикли, благ пад ќе има на цената, меѓутоа тоа нема да е така како што беше изразено со зелката, и сметам дека сите тие што имаат засадено од тековните артикли кои треба да се берат, да ги чуваат, и се надевам оти ќе земат земјоделците убави парички. Организирано производство и зголемување на површините се дел од мерките кои може да доведат до подобар откуп и цени на македонските земјоделски производи, велат откупувачите.